Денеска имавме состанок со премиерот господин Зоран Заев на негова покана, нормално. За мене не постои табу тема која што е во интерес за граѓаните за Република Македонија. Како резултат на негова покана се озвав денеска и присуствував на оваа средба. Отворивме многу теми за актуелната и политичка ситуација во државата. Ќе се обидам вака таксативно да ги наведам една по друга. Исто така зборувавме за преговорите кои што во моментов се актуелни, кои што ги води Република Македонија со Република Грција. Од приложеното можам да констатирам дека нема поместување од она што беше презентирано за време на нашата последна лидерска средба која што беше одржана во кругот на Платеници. Јас како председател на ВМРО-ДПМН го повторив нашиот конзистентен став дека ВМРО-ДПМН не може да и нема да поддржи промена на уставот со цел промена на уставното име, а за идентитетските прашања не треба да се разговара, како што се јазикот и нацијата. Потоа разговаравме за исто така едно отворено прашање кое што во моментот е актуелно, а тоа е предлог законот за јазици кој што е во собраниска процедура. ВМРО-ДПМН останува на сопствените позиции и аргументи кои што ги има повторено во низа наврати во минатото, дека тој е неуставен, а понатаму неприменлив и дека мора да биде испочитуван деловникот и законите за истиот. Како трета тема ја начнавме темата за комплетирање на Државната изборна комисија, за која што се согласивме дека е потребно да се формира и комплетира по стариот модел, каде што председател на истата ќе биде на предлог на опозицијата, а мнозинството во составот на Државната изборна комисија ќе биде од страна на позицијата. Тоа беше она што ние го баравме, затоа што потребно и неопходно е да Државната изборна комисија биде комплетно функционална и оперативна. Исто така договоривме динамика некоја до крајот на септември на ниво на работни групи да биде изготвен новиот изборен законник, а до тогаш ова решение да биде во функција. Исто така имам чувство дека меѓу партиските работни групи кои што разговараат на многу отворени прашања, дека до крајот можеби на оваа или идната недела ќе постигнат консензус за многу отворени прашања. Тука исто така дел од тие прашања, можеби најголемиот дел се на предлог на опозицијата, за да може опозицијата, како што во минатото представници на меѓународната заедница повторија, се чувствува комотно во собранието. Политичкиот терор беше апострофиран од моја страна. Она што го доживуваат оние луѓе кои што се уште се наоѓаат во притвор, нашите пратеници, се разбира како негативна и девијантна појава и девијантно однесување. Отприлика тоа беа темите кои што ги дискутиравме со господин Зоран Заев, така што оставам на вас, еве, ако нешто можеби ви интересира дополнително, јас не успеав да дадам одговор, да еве ги искористиме овие моменти да ви дадам одговор. Продолжањето во собранието? Во моментот ВМРО-ДПМН останува на почетните позиции, дека од математичка и од политичка природа е прашањето и ние не можеме комплетни да бидеме и комплетно активни во рамките на собранието. Се надевам, имам чувство дека многу брзо политичките и математичките проблеми ќе бидат надминати и ВМРО-ДПМН ќе може комплетно да се врати во собранието и да биде посветено целосно во работењето на собранието. Што може да направи? Чувството ви е врз основа на информации или така само чувство? Врз основа на информации, врз основа на факти, аргументи, така што јас помогнали премиерот да го изградите чувството? Во многу наврати во минатото реков дека ќе се обидам да бидам математички прецизен, така што чувствата не ги темелам, како што рековте вие, онака, него врз основа на информации, аргументи и она што се вика антиципација на можен развој на настаните во иднина. Што значи комплетирање? Со се Крсто Николски, Сашо Василевски, Јохан Трчев, сите што се во притвор, ефективен или? Се разбира дека комплетирање подразбира 100% комплетна и оперативна пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Се затвара истрагата ли? Што може да направи во таа смисла премиерот ако тоа е одлука на судската власт? Не знам што може да направи премиерот и не знам што може да направи судската власт. Јас само го потенцирав моментот дека во државата имаме ситуација на политички терор, ситуација каде што опозицијата не се чувствува комотно
И она што треба да се случи е да опозицијата се чувствува комотно, а сето тоа е во рацете на власта, како што впрочем го кажа и представниците на меѓународната заедница пред некој ден овдека во Република Македонија. Господине Мицковски, рековте дека се договориле за државната изборна комисија, така дали тоа значи дека ВМРО-ДПМН доби председател на ДИК? Па ние се договоривме дека државната изборна комисија треба да биде комплетирана. Она што го баравме, тоа е да се врати старото законско решение, каде што председателот на ДИК ќе го предложи опозицијата, а мнозинството во составот на ДИК ќе биде од страна на позицијата. Значи го прифати тоа премиерот? Да, го прифати. Господин Мицковски, се ближи 17 април. Кој ќе сноси одговорност ако не добиваме препорака? Одговорноста се разбира дека е најголема на владата. Се разбира, таа е онаа која што ги движи процесите во државата, таа е таа која што треба да ги предложи, усвои и имплементира реформите во државата, таа е онаа која што треба да направи демократски амбиент во државата. Се разбира, не ја ставам опозицијата на страна од тој процес, опозицијата треба да биде дел, но се разбира дека најголема е одговорноста на владата, што впрочем представниците на меѓународната заедница тоа јасно, гласно и транспарентно го кажа пред некој ден, дека опозицијата за да се чувствува комфортно во пратеничките клупи, односно во собранието, неопходно е да работи власта за да се постигне тоа чувство. Дали разговаравте за конкретни предлози за решавање на прашањето со името? Дали има некакви нови детали во таа смисла? Ви реков во самиот вовед на ова моје обраќање дека нема некакви нови моменти врз основа на она што е приложеното, а кои што би значеле развој поинаков на ситуацијата од она што беше презентирано за време на последната лидерска средба во клубот на пратеници. Господине Мицковски, дали беа прифатени некои од оние предлози кои што циркулираа во медиумите за барање во собранието за одземање на имунитет, процедурата, оние што беа барања на ВМРО-ДПМН, во третинско мнозинство за одземање на имунитет на пратеник и слично? Ви реков дека работни групи од ВМРО-ДПМН и СДСМ работат на тој процес во рамките на собранието и имам чувство дека најголемиот дел од отворените прашања до крајот на оваа евентуално следната недела ќе бидат надминати.